Зимскиот период и празничните денови често значат и повеќе храна, помалку движење, но и искушенија на трпезата. Зошто е тоа така? Зошто граѓаните најчесто покачуваат телесна тежина токму во зимскиот период и дали има здрава храна што може да се консумира во овој период од годината? Утрово разговараме со нутриционистката Ива Кацарска во незиниот дом, која за нашата екипа ни подготви една предпразнична постна трпеза. Ќе разговараме подоцна и за тоа што има на трпезата. Иво, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро и нека е среќна новата 2026 година. Благодарам за поканата. Нека е среќни празници. Сакам да кажам уште веднаш дека и така постои здрава традиционална новогодишна трпеза. Баш сакав да подготвам да видите дека навистина може да се изведе такво нешто. Исто така доаѓа до накачување на килограми овој период, затоа што имаме стварно во декември и после Нова година доста прослави, дали за празници, дали за слави, така што за жал нашата традиционална македонска кујна и нашите мајки, баби ја подготвуваат малку со повеќе масноти и покалорична, така што тука доаѓа и конзумација на алкохол, недоволен сон и секогаш тоа недоволна физичка активност и сметам дека едноставно сакале некеле сепак доаѓа до тој момент. Но еве сега ќе споделиме уште неколку совети кои што гледачите ќе можат да ги практикуваат за во следниот период да си припазат на својата линија. Така, на изглед навистина изгледаат убаво, ќе видиме како се во вкус после нашиот разговор. Ива, кажете ми, се почесто се повеќе млади луѓе страдаат од обезност. Која е причината за тоа? Така, веќе се соочуваме со навистина брз начин на живот и тука се конзумира секако и брза храна. Сметам дека треба, веќе се свесни, особено моите и вашите генерации, и сметам дека веќе ќе треба малку да се поведе сметка, барем во текот на денот, не мора сите оброци да бидат најздрави што е возможно, но барем до ручекот и ручекот да се избалансирани со сите потребни макронутриенти, протеини, јаглехидрати и масти, здрави диететски влакна. Така што ние имаме исто така и јас подготвувам со мојот тим оброци кои што олеснуваат за луѓето што немаат време, кои што се повеќе во канцеларии секојдневно и немаат решение за здрав оброк. Ние со мојот тим подготвуваме навистина здрави, избалансирани, зависи која е целта на секој клиент различно, со специфични калории и макронутриенти, така што се трудиме максимално да им олесниме барем после празниците, кога веќе почнуваме сите да припазуваме. Да, на почетокот на разговорот кажавте дека може да се прават оброци и храна со здрави намирници. Еве да речеме, од што се направени овие кифлички или пак ова руска салата која рековте дека е здрава за јадење? Така, сите овие јадења што се подготвени на здрав и избалансиран начин. Јас не сакам никогаш на било кој клиент да му забранувам било која храна или пак да му давам нешто што е непознато за него. За нас ова е како позната храна, што сметам дека сите за празниците сакаме да ја каснеме, но сепак може да се изведе на поздрав начин. Овие кифлички се подготвени од безглутенско брашно и интегрално брашно во комбинација. Исто така додаден е псилиум, кој што уствари значи диететски влакна и помагаат за поспоро да не дојде до инсулински скок кога ќе конзумираме кифлички, односно тесто. Исто така одозгора се посипени со омега-3, односно 4 вида семиња, кои што се здрави масни киселини и навистина е доста поздрава варијанта од обични кифли.
Руската салата исто така е подготвена со многу зеленчук. Исто така додаден е грчки јогурт кој што содржи доста протеини, без масти. И варени јајца, пилешки гради, навистина поздрава варијанта, мислам дека нема. Така. Во едно од вашите интервјуа велите дека храната може да се мери во шака. Што точно значи ова и како овој метод помага во контролата на порциите? Тука баш го спомнавме ова за летниот временски период, кога со клиентите разговаравме, добро Ива, сега како јас да пазам во хотел со 4 звезди. И јас викам, па добро, ајде сега ќе измислиме нешто, шаката користете, а јаглехидрати и протеини се користат како една шака. Значи, кога ќе си сервирате порција, јаглехидратите, односно леб, макарони, ориз, житарки, се тоа да биде во големина на една шака. Исто така, значи и за месото, односно протеините, рибата, некоја кој е веган или тофу, исто така една шака. Кога станува збор за диететските влакна, тука имаме големина како една отворена дланка, односно сепак салатата може да се конзумира и 2 дланки, а веќе кога станува збор за здравите масти, тука користиме палчето. Значи, во големина на еден палец са здрави масти, нели се маслиново масло, ленено семе, путер од кикирики или јатките, така што со нив мора најпредпазливо, бидејќи се стварно високо калориски. Ива, кои намирници се најдобар избор да се користат за време на зимскиот период, за да имаме повеќе енергија, а при тоа да внимаваме на високот килограми? Јас препорачувам во овој временски период секако многу зеленчук, односно земјен и лиснат зеленчук, така што препорачувам да се прават потажи, салати. Еве тука ја имаме традиционалната туршија, која што навистина е ниска во калории и низок гликемиски индекс, каде што со сет тој зеленчук конзумираме многу витамини и минерали, така што навистина туршијата да не биде неизбежна со секој ручек и многу потажи исто така. Исто така да не се заборави на избалансираната исхрана, да се конзумираат нели месо, јајца, риба, барем во неделата 2 пати или 3 пати, дали тоа е месо или риба или како што кажав, некои што се вегани, нели користат билни протеини, тофу, темпе и сејтан исто така. Така. Ива, благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро за споделените совети и се разбира, се надеваме дека тие совети ќе допрат до поголемиот дел од граѓаните за тоа како да внимаваат во исхраната, при тоа да не стават некое килце повеќе, особено за време на празниците во зима. Ви благодарам многу на поканата. Како што кажав, не треба да се одрекнуваме, само треба да најдеме поздрав начин за подготовка на поздрави нели варијанти на нашата традиционална кујна за овие новогодишни празници. Уште еднаш на сите среќни новогодишни празници и се надевам се гледаме следна прилика. Да, се разбира. Благодарам на разговорот. Утрово за тоа кои се причините зашто граѓаните најчесто ја зголемуваат својата телесна тежина за време на празниците во зимскиот период и каква храна треба да се користи во зимскиот период, разговаравме со нутриционистката Ива Кацарска.